Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Среќен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме денешната утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве денеска сме понеделник 12 јуни, 163 ден во тековната година. На почетокот ќе ги проследиме сервисните информации. Во другиот дел од денешната емисија ќе дадеме краток осврт на соборот кој се одржа минатиот викенд, значи завчера во Штип, а ќе ги проследите и редовните содржини што ги имитуваме скоро во секоја емисија. Денеска рековме 12 јуни, понеделник. Топло е утрово во Кавадарци, сега моментално е плюс 17, а ќе се искачи до 26 степен. Воздухот е чист, значи во теквишијата, така да слободно може да се движиме, да дишиме чист воздух. Ајде да проследиме и временската прогноза на територија на нашата земја, на Македонија. Променливо, облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд, силен ветер и изолирана појава на град. Во Скопје променливо облачно и нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во делови од котлината ќе има услови за појава на невреме со интензивни пороен дожд, електрични празнења, засилен ветер и појава на град. Еве, како што и сами гледате, почитувани гледачи, времето е променливо и така беше во минатите денови, така ќе биде еве и во јуни. Нажалост, се уште не се на повидок тие топли денови, значи кај што ќе нема облаци, ќе нема врнежи. Прогнозерите еве ни најавуваат дека ќе има уште такви денови, така да пригответе се да и јуни биде врнежлив месец, иако времето е топло, така ќе биде значи и денеска и утре. Температурите се движат од 9 до 16 на крајниот западен дел од Македонија, а во Гевгелискиот регион до 27. Значи времето ќе биде променливо, облачно, така да се приготвиме, да си понесеме и чадори. Во минатите денови имаше во Делчево, во тој дел, во источниот дел и поплави, така да навистина не се знае каде ќе удри град, каде ќе се појави облак и што се вели народски ќе истори дожд. Но како и да е, еве, зато тука е прогнозата која не предупредува да внимаваме каде се движиме, посебно да не одиме во планина која ќе заварне, зашто ете се случуваат и грмотевици, електрични празнења и така натаму. Ја гледам картата метеоролошка секако и за следните денови до 16 јуни ќе биде времето слично, променливо облачно, нестабилно, со локални поројни дождови, грмежи, засилен ветер, значи во сите денови до 16 овде имам картата, ќе биде слично време, така да еве мора да се прилагодиме на новите услови кои природата ни ги задава. Што се однесува до информациите за состојбата на патиштата, сообраќајот на патните државни патишта, значи на државните патишта, се одвива непречено по наместа влажни коловози, затоа што претежно во попладневните часови има врнежи од дожд. Треба да се вози внимателно, посебно преку оние места, клисури, планини, кај што може да се случи, значи, и одрони, затоа што почвата е влажна, камењата може да се
odvojati od počvata i da padnat na pato. Zato budite vnimatilni, posebno v gradskete sredini, kada što ima pešaci, sekako dviženje na pešaci, posebno blizu učilištata, budite vnimatilni na decata koji može da pretrčat. Što se odnesova do rubrikata na današnji den, znači 12. juni, evo što se slučilo vo Minatoto. V 1683 godina турската војска под водство на големиот везир Мустафа ја почнала блокадата на Виена, главен град на Хазбуршкото царство. По 2 месеци турски напади, полскиот генерал Јан Собејски заедно со силите на Карло Лотарински ги поразил турците, чии разбиени чети се разбегале на сите страни, оставајќи го на боишќето големиот воен плен. Ако се малку сврнеме на историјата, почитувани гледајќи, ќе видиме дека Бог ги водил работите секогаш, па кога станува збори за војните. Знаеме дека Турската империја се проширила низ целиот Балкан и скоро дошла до Виена. Меѓутоа, тука Бог подигнал зид, што се вели, затоа што мислите ако турската војска го освоила и Беч, односно Виена, Австрија, па потоа Германија и така натаму. Дали би се случила таа реформација која подосна се случува токму таму во Германија? Бог ги води работите. Иако понекогаш се изгледа дека се оди колата низ брдо, меѓутоа овде гледаме дека турската војска доживеала пораз токму овде на влезот во Виена. Како е да е, Бог ги води настаните во овој свет. Во 1691 година Ахмед II на турскиот престол го наследил султанот Сулеман III. На денешен ден, 1759 година, умрел англискиот писател Вилијам Колинс, еден од најзначителните англиски лирски поети во 18 век. Во 1798 година француската армија го зазела средоземниот остров Малта. Еве нешто за Наполеон Бонапарта. Во 1812 година францускиот император Наполеон Бонапарта на чело на големата армада ја минал реката Њемен и ја започнал офанзивата на Русија. Напаѓачката армија располагала со околу 530.000 луѓе и 1000 топови. Наполеоновата војска успела да навлезе во Москва, која била напуштена од руските единици. Наместо мир, напаѓачите доживеале отпор и зимското невреме сосема ги уништил. Знаеме дека и Хитлер заглавил, односно неговата војска, токму поради зимското време доживеала катастрофа. Добро, одиме понатаму да видиме што се случило нешто интересно во текот на минатите столетија. Во 1943 година, кај селото Лавци, Битолско, во борба против бугарскиот окупатор, се самоубил Тодор Ангелевски, меѓу народот познат како Тошо Даскалот, македонски учител и просветител и еден од првите учесници во НОВ на Македонија. Роден бил во селото Лавци на 4. јануари 1909 година. Во 1946 година во Скопје во борбата за првата фудбалска шампионска титула на Слободна Македонија се одиграл фудбалскиот надпревар помеѓу Македонија и Победа. Победа победила со 2:1. Во ова средба Радио Скопје, односно Коле Чашоле, го извршил првиот фудбалски радиопренос во Македонија. Тоа е историја и затоа тоа го прочитав. Значи, после Втората светска војна, 46 година, одигран е првиот надпревар фудбалски секако помеѓу Македонија и Победа, каде што бил извршен и првиот радиопренос. Нешто од Јужна Африка. Во 1964 година водачот на Африканскиот национален конгрес Нелсон Мандела и уште 7 истакнати раководители на ослободителното движење против расистичкиот режим на Јужна Африка биле осудени на доживотна робија во познатиот прес Ривиони
Mandela byl osloboden v 1990. godina na 10. maj 1994. godina v Pretorija dal zakletva kako prv crnički predsjedatelj na Južnoafrikanskata republika. V 1991. godina Boris Jelcin bil izbran za predsjedatelj na Rusija. Makedonija v 1990. godina na današnji den stanala členka na Međunarodna poštanska zajednica. Сега има ovdje drugi nastani koji se povezani su Makedonija, priznata od raznih država u svetot, no evo ovdje ime poleka pri kraj, ušte jedna na krajot, v 2013. godina počinal najstariji čovjek na svetu od 116 godini, Japonec Jiremon Kimura. Na 19. april toj go proslavil svoj 116. rodendan i so toa se zapišal vo Guinnessovata knjiga na rekordi kako najvozrasen čovjek na svetu. Kimura bil roden na 19. april 1897. godina i v dekembri 2012. godina bil proglasen za najstariji čovjek na svetu. Japonec imao 7 deca, 14 vnuci, 25 pravnuci i 13 vnuci. Bogat čovjek, golemo semejstvo. Ete, počtovani gledači, to bija početnite servis informaciji. Сега odime da vi pozdravime s jedna hristijanska pesna. Getsemanija, solzirò nel tuo Getsemanija, Isus ti tuo Getsemanija, solzirò nel tuo Getsemanija. Isus moj i tvoj. Na čelo krva pot
Isus moj i tvoj, Otec Immanuel, slzy ronal tvoj, Otec Immanuel, Isus moj i tvoj. После ова песна, почитувани гледачи, се враќаме повторно во живо. Ја следите програмата Добро утро на Радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја пратите нашата програма. Вие кои сте од Македонија, секако ви има најмногу, но и оние кои не пратат од странство, значи преку граница. Ова емисија се снима и може да ја погледнете на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, каде што се поставени и сите досегашни удржани програм, односно емисии. Продолжуваме со капки на мудроста и читање на делови од Светото писмо. Еве одбрав неколку капки на мудроста за ова емисија. Сиромашните нема друг лек, освен надежта. Сакам да умрам млад, во векот на длабоката старост. Целата тајна за да го продолжиме животот се состои од тоа да не го скратуваме. Во мигот кога човекот почнува да се сомнева во својот живот и во својата вредност, тој станува болен. Верувај дека можеш и веќе си на половина пат до целта. Вера не е само да веруваш дека Бог ќе го стори тоа што сакаш. Тоа е доверба дека тој ќе го направи она што е исправно. Во несреќата се покажува кој е човекот. Несреќата ја зголемува смислата за пријателство и љубов. Солзите пролејани за некого не се знак на слабост, тие се знак на чисто срце. Нека секогаш вашето лице биде свртено кон сонцето и тогаш сите сенки ќе бидат позади вас. Животот е како партија на шах. Ако сакаме да победиме, треба да повлечеме потез. Еве тоа беа капки на мудрост за ово утро, верувам инспиративни, поучливи. Очигледно некој доживел дел од ова во животот, па го запишал. Еве, ние го делиме, да се поучиме, да се подобриме и да бидеме поуспешни во животот. Меѓутоа, за секој од ова изјава овде може да дадеме и коментар, но поради времето сега не ќе го сториме тоа, но вие самите процените што е за вас поучливо, како овде што во несреќата се покажува кој е човек, или солзите пролени за некого не се знак на слабост, тие се знак на чисто срце, но дали некој тоа го препознава, тоа е веќе друго прашање. Одиме сега да прочитаме делови од 71-иот псалом. Бидејќи е подолг, ќе прочитаме половина, значи само 12 текстови. Кај тебе, Господе, закрела си наоѓам, о, никогаш да не се посрамам. Спаси ме и избави ме, бидејќи си праведен, услиши ми ја молитвата и спаси ме. Биди ми заштитна карпа, каде што секогаш ќе можам да те наидам. Заповедај да бидам спасен, зашто ти си ми карпа и тврдина. Избави ме, Боже, од раката на злодејците, од шепата на злите и свирепите луѓе. Зашто ти си ми помошник, Господе, Јахве, уште од младоста имам доверба во тебе. На тебе се ослонувам откако сум роден. Ти ме чуваше од утробата на мајка ми до сега, тебе ке те славам довека. Загадка станав за мнозина, но ти си мојата моќна заштита. Полна ми е устата со славопои за тебе, славата твоја разгласувам по цел ден. Не отврлувај ме во староста, не оставај ме кога ме напушта силата. Зашто ете душманите против мене говорат, здружени заговор ми коват, оние кои животот ми го дебнеат. Велат, Бог веќе го оставил, Господ го отврдил, зашто нема кој да го
izbavi. Bože, ne stoj daleko od mene, pojitaj mi na pomož, moj Bože. Evo to беше дел od 71. psalom, počtovani gledači, koji nosi naslov Molitva za Bože blagodat vo starosta. Naistina, na drugom mjestu David je zapiše, keď dojda denovi za koji je kažeš ne mi se milija, to se tokmo tije godini, pozni godini, stari godini, koje može bi očet odkažuvat, ušit odkažuvat, drugi te organi isto taka, se pojavovat pojedini bolesti i čovjek od se topi kako vosok na sonce. No kako je da David je naoge svoje uteha i svoje zaštita vo Gospodi. Zato ili Gospodi u starosta nemoj da me ostaviš. Zašto navistina životot na ovoj zemlji je protkan su svekakvi problemi, su starost na kraju dojaga bolest i svekako jedan den i završava svoj život. Kako je da ovaj den koji je pred nas počtovani gledači, da go pomineme pod zakrila kako što vili David na Gospodovu. Gospodovi terace sme sekogaš sigurni. Продолжуваме повторно со песна. Srca ta i bratska doveda, nekako prati tvoj trud. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Sejači sejte i dobro
Почитовни гледачи, вие следите од Ринската програма Добро утро на радио Гласна надежда. Продолжуваме со вестите од светот или искуства кои ги стекнале поедини луѓе во светот. Денешните вести или денешното искуство ни доаѓа од Латвија. Со вера против се. Да го проследиме ова интересно искуство, верувам ќе бидеме охрабрени сите кои ќе го слушнеме сега. Објавата на 95-годишната жена го изненадила летонскиот пастор Армандс. Жената, Паулина, му рекла дека сака да ја претвори двокатната куќа во адвентистичка црква во главниот град на Летонија, Рига. Потоа го натерала да ги погледне имотните етапи од пред Втората светска војна. Годината била 1991 година и независна Литванија се подготвувала, односно Латвија се подготвувала да ги врати правата на приватната собственост. Мислам дека така се случуваше во Македонија после 90-те години, 91-92, кога Македонија прогласи независност. Многу имоти кои беа одземени од приватните луѓе, државата ги одзела во тоа време, беа вратени. Секако тие кои чуваат тапи, документи, имотот им беше вратен. Годината била 1991 и независна Латвија се подготвувала да ги врати правата на приватната собственост. Летонските власти се обидувале да им го вратат имотот на луѓето со имотни документи одземени од Советскиот сојуз. Паулина имала токму такви хартии. Ги имала од 1972 година, кога правишната собственичка на зградата Ана ја изразила својата смртна желба низината куќа да биде претворена во адвентистичка црква. Армандс никогаш не работел со имотни документи и имотно правни работи, но бил готов да се обиде. Тој помислил, зошто да не? Приказната започнува кога една адвентистичка верничка по име Ана го загубила својот имот кога Латвија станала дел од Советскиот сојуз во 1940 година. Таа имала голема парцела со две куќи на неја. Едната куќа имала 2 ката со по 2 стана на секој кат. Вториот на приземје имала 3 стана. Ана го сакала Бога и адвентистичката црква со сето свое срце. Таа верувала дека советскиот режим ќе пропадне еден ден и дека Бог ќе го врати имотот. Си мислела, како да го вратам овој имот што некогаш ми припаѓаше и да го дадам на црквата. Сакала да го подари. Таа разговарала со низината желба, односно разговарала за низината желба со адвентистичкиот пастор, но тој не гледал начин како тој подарок да биде собственост на црквата. Сестро, ништо не е твое сега, рекол тој, како можеш да го подариш? Но Ана верувала дека времињата ќе се променат. Ако не живее доволно долго за да го врати имотот и да и го даде на црквата, ќе најде некој што би можел да помогне. Таа решила да напише тестамент во кој имотот ќе го остави на својата помлада пријателка Паулина. Во 1963 година Ана подпишала тестамент дека го предава имотот на Паулина под услов да го пренесе еден ден на адвентистичката црква. По тој повод таа ги предала и документите за собственост. Тестаментот го подпишале адвокат и 2 сведоци кои биле членови на црквата. Во реалноста тоа била имагинален документ, бидејќи немал правна сила и основа. Според советските закони, Ана не поседувала ништо. Имотот, како и секој друг поранешен приватен имот, бил национализиран, значи сега припаѓал на државата. Немало ни навестување дека нешто ќе се промени, но 2 сведоци заедно со Ана и адвокатот го подпишале документот со кој се потврдува дека Ана, со кој се потврдува со низиниот подпис дека била собственост на имотот. Ана не доживела да го види исполнувањето на својот сон. Таа починала во 80-тите години, во 1972 година, речиси 20 години пред Латвија да доживее
ili da dobije nezavisnost. Nabrgo otkako Latvija stanala nezavisna u 1991. godina, Paulina rešila da go ispolni svoето ветување на Ана. Paulina тогаш имала 95 години, а тестаментот со документите за собственост му ги подарила на пасторот Арманц. Двајцата сведоци кои го подпишале тестаментот се уште биле живи. Тие се молеле да се оствари сонот на Ана. Арманц се согласил да помогне, а Paulina го подпишала полномошното. Било неопходно да се разреши ситуацијата и да им се објасни на властите дека имотот и припаѓа на Paulina. Тоа бил прилично долг процес. Оно што ја направило целата ситуација уште потешка е тоа што децата и внуците на Paulina, кои не биле члени на црквата, барале имотот да се задржи во семејството. Но на крајот победил сонот на Ана. Paulina ја добила собственоста над имотот и го предала на адвентистичката црква. Црквата со благодарност го прифатила великодушниот подарок и почнала да одржува состаноци на новата локација. Изградбата на новата црковна зграда на имотот била завршена во 2004 година, 4 години откако Paulina починала на 104 годишна возраст. Арманц сега има 76 години и е во пензија, тој е пасторот. Живее во станот на стариот имот на Ана. Тој сака да ја раскажува приказата за тоа како Ана и Paulina гледале на имотот со очите на верата. Верата на овие две сестри е неверојатна, вели тој. Ана и Paulina имале длабока вера во Бога, а даровите што тие ги подарили на црквата биле корисни. Навистина, вреден имот што бил подарен од овие, сега да ги наречеме, две сестри кои со вера гледале напред. Иако имало пречки законски, меѓутоа сепак Господ е голем. И затоа, еве, почитувани гледачи, големо храбрувани за нас денеска, ако имаме пречки на својот животен пат, со вера тие пречки и проблеми да ги предадеме во раците на Господа, а Бог, ете, гледаме, прави чуда. Еве само уште неколку факти за оваа држава. Хокејот на мраз и кошарка се најпопуларните спортови во Латвија. Најголемата река во Латвија е Дуагава или Западна Двина, а ја користеле и викензите, русите и другите европејци за трговија, војни и освојувања. Ова река е долга вкупно 1020 километри, на влезот во Латвија има слив од 180 метри широк, низ земјата тече 352 километри, а во најширокиот дел достигнува 750 метри, пред да се влее во Балтичкото море во Рига. Фридрих Вилхелм Оствалд е единствениот летонец кој ја доби Нобеловата награда. Научникот ја освоил наградата по хемија во 1909 година за неговата работа на катализа, хемиска рамнотежа и брзина на реакција. Еве, почитувани гледачи, малку се запознавме и со ова држава, но вредно беше ово искуство кој ни го раскаже пасторот Арманц за верата на овие две сестри кои сакале по цена на својот живот дури да го подарат имотот на црквата за низините потреби. Тоа се остварило. Иако им бил имотот одземен во времето на Советскиот сојуз, но тие имале чврста вера и еве, како што веќе видовме во 2004 година, тој имот бил веќе во рацете на црквата и можел да биде даден на располагање. Продолжуваме повторно со песна. Ja volotne
song says it only takes a spark to set a whole fire going. And once the fire was lit in one part of Europe, it spread quickly to other areas. John Wycliffe had made a massive impact, not just in England, but further afield in Europe, in particular here in Prague, and the region that was known then as Bohemia. John Huss was of humble birth, and his father died soon after he was born. His mother sought an education for him, and he was able to get admission to the University of Prague as a charity scholar. As she reached Prague with her son, she knelt down and prayed that God would bless his life, a prayer that was answered again and again. He soon distinguished himself by his tireless application to study and by his blameless life. Upon completing his studies, he entered the priesthood and rapidly rose to prominence, soon becoming attached to the court of the king. In a few short years, he was the pride of his country, and his name was known all over Europe. Today, they've built a statue to commemorate him here in the Old Town Square. Several years after becoming a priest, Huss was appointed preacher of the Bethlehem Chapel here in Prague. The founder of this particular chapel had advocated as a matter of importance the preaching of the scriptures in the language of the people. At that time, there was a large degree of ignorance concerning the Bible, and Huss also believed that it was vitally important to preach the scriptures in the language of the people. At this point in his life, Huss came in contact with Jerome, who would prove to be his right-hand man until his death. Jerome was a citizen of Prague, and he had brought back with him from a recent trip to England the writings of John Wycliffe. The Queen of England at that time was also a convert of John Wycliffe, and she was a Bohemian princess, and through her influence, his writings were circulated at length in Bohemia. Huss read them, believed their author to be a sincere Christian, and believed the writings to be true. Huss's impact was growing, not just here in his homeland, but also in neighboring Germany. And soon news of the work here in Prague reached Rome, and he was summoned to appear before the Pope. To go would be fatal. The King and Queen of Bohemia, the nobility and the government all asked for a local trial, but this was not granted. The trial of Huss went ahead in his absence, during which the city of Prague was put under interdict. This struck terror into the hearts of everyone. No church services could take place. Baptisms, funerals, weddings, those ceremonies that were so key to life in general were not allowed to take place, and through this means, Rome was able to hold sway over the people. The city was in turmoil, and so Huss withdrew to his native village, but he continued to travel to the surrounding countryside where he was able to preach to eager crowds. When the danger and excitement had subsided, he was able to return to Prague, where alongside with Jerome, he was able to continue his work. During this time in Europe, there was not one or two, but three rival popes, all claiming to be the vicar of Christ. This abuse of power in the church was something that many men strongly condemned, Huss being one of the loudest voices. The emperor at that time, Emperor Sigismund, called for a council in Constance, Germany, to settle this dispute once and for all, and also to deal with some of the new heresies arising from men such as John Huss that they didn't agree with. Huss was summoned to appear before the council and was given assurance of a safe passage by the emperor. One thing that stands out from this story is the prayer that John Huss's mum made with him as he was on his way to university. I want to encourage you, if you're praying for a child, if you're praying for a parent, to never give up in your prayers. The prayer of John Huss's mother was answered many, many times over in ways that she couldn't have even imagined.
Maybe you're praying for your children, maybe they're on their way to school, maybe you're praying for a loved one. Keep them in prayer and never think that our prayers will go unanswered. God does hear and God does answer our prayers. Još kao mala deca sanjali smo mi da dobijemo dar za rođendan, a ni znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Su prolazile sve, mi shvatili smo šta nam znači on, Božji sin što bio raspetljen na krstu radi mene, zato što voli me, voli me. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Ja našao sam razlog zašto živim i želim to reći svim ljudima. Moj život i dela nek kazuju njima da želim biti ja sin, da sin. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Imamo razlog za to, imamo razlog za to. Duhovното treba duhovno da se razgleda. Božjot sin je posveten vo hramot za zadačata što došol da je izvrši. Sveštenikot go posmatral kako što posmatral se koje drugo dete. Međutim, iako ne vidjel ni tu čustoval nešto neobično, Božjot čin vo darovanjeto na svojot sin na svetot bil prepoznat. Ova prilika ne pominala, a nekoj sepak da nego prepoznaje Hrista. A vo Jerusalim živeše čovek po ime Simeon. To čovjek beše praveden i pobožen, koja očekuvaše utehata Izraelova, a svetio duh beše na nego. Nemu svetio duh mu kažal deka nema da vidi smrt, dodeka nego vidi gospodoviot pomazanik. Koga Simeon vlegol vo hramot, videl semejstvo kako prikažuva dete pred sveštenikot. Nivnata nadvorešnost
кажувала дека тие се сиромашни. Но Симеон го сватил водството на духот и бил длабоко осведочен дека детето што е прикажено пред Господа е утехата Израелова, оној што сакал да го види. На зачудениот свештеник Симеон му изгледал како занесен човек. Детето и е вратено на Марија, а тој го зема на раце за да го прикаже пред Господа. Додека неговата душа ја исполнува радост, каква што дотогаш никогаш не почувствувал. Додека го подигнувал малечкиот спасител кон небото, рекол: Сега, Господе, го отпушташ својот слуга во мир, според Твојот збор, зашто моите очи го видоа Твоето спасение, кој го приготви пред лицето на сите луѓе, светлината за откровение на народите и слава на Твојот народ, Израел. Продолжуваме со нашата програма, почнемо гледајќи следова кратка тема од Библијата. Веќе во неколку мисии наназад размислуваме за Исус Христос, за разбойниците на крстот кои биле од неговата лева и десна страна. Еви денеска ќе продолжиме со истото темпо, ќе размислуваме за Исусовото влијание на овие двајца разбойници. Тоа време што го поминал затвореникот или злосторникот со Исуса го преобразило неговиот живот. Интересно, и двајцата имале иста прилика, иста ситуација, истиот Исус, истото влијание. Едниот го отворил срцето, а другиот тотално го затворил за Христовото влијание. Сега размислуваме за оној од десната страна. Значи, почнал да позитивно размислува за Исуса Христа, бидејќи заедно се распнати, без сомнение тие биле заедно и за време на судењето. Цело време имале прилика да го посматрат и двајцата злосторници или затвореници Исусовото однесување. Иако само малку бил со Спасителот, тоа сепак било доволно да го убеди дека Исус не бил сличен на ниту еден друг човек што го запознал во животот. Го видел Исуса пред судијата, заедно оделе кон Голгота и на крај го посматрал Исуса додека бил на крстот. Исус ги менува луѓето. Грешницата крај бунарот на Јакова ги слушнала неговите зборови за време на еден краток пладневен одмор. Неговото влијание потполно го изменило низиниот живот така што веднаш станала негов прв мисионер меѓу самарјаните. За Јована, кој бил толку свиреп што еднаш барал да бидат спалени живи луѓе, било потребно повеќе време. Но Христовото присуство предизвикало драматична промена кај него. Пред својата смрт бил познат како апостол на љубовта. Кратката заедница на злосторникот што умирал со Исуса создала вера што го вдахнала и го потикнала да се моли. Таа му зборувала за животот што никој повеќе не ќе може да му го одземе. Во судската сала го слушнала Пилата како признава: јас не наоѓам никаква вина во него. И како му повторува на народот: еве ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Кога злосторникот го погледнал Исуса, почнал да ја сваќа вистината за оно што го кажал Пилат. Го слушнал Исуса како се моли не за своје ослободување, не за одмазда против оние што го осудувале или против оние што во тој миг му го земале животот, туку Бог да им прости на нивната свирепост. Никогаш порано злосторникот не слушнал некој што го мачат да наоѓа оправдување за своите мачители и да се моли за нив: Оче, прости им, зашто не знаат што прават. Еве,
ovo беше само кратко размислување за разбойникот на крстот, оној од десната страна, што се случувало во неговиот ум. Како тој размислувал, ќе слушнеме во наредната емисија, но сакам уште еднаш само да подвечам, почитувани гледачи. Христос и денеска истиот, тој сака да влие и тој влијае. Човек кој го чита Новиот Завет, човек кој го проучава Исусовиот живот не може да остане ист, мора да доживее промени. Ете, едниот доживел, а другиот, на жалост, останал тврдокорен. И денеска има луѓе кои го читат Исусовиот живот и понатаму остануваат тврдокорни, но има и друга група на луѓе кои се обраќаат, кои го отварат своето срце и со помош на Светиот Дух доживуваат една позитивна промена. Ако си ти на својот животен пат, почитувани, ако сте и вие, дозволете му Бог да делува со својот дух. Исус Христос ги расширил раците за сите. Тој вели: дојте кај мене сите кои сте уморни, натоварени, и јас ќе ве одморам. Кај Христа може да најдеме постојан мир. Може би ќе живееме во подрече кај што има војни, кој што има немири, како сега што е во Украина и Русија, но може би и околностите се такви вознемирени, но срцето внатре ќе имаме мир. Ќе имаме мир ако е Христос со нас. Затоа нека Господ ве благослови сите вас, како што ете и овој разбойник на крстот бил благословен. Иако умрел за своите дела што ги направил, но сепак Исус му ветил еден ден спасение. Нема да го заборави. Кој ќе дојде Христос по втор пат, ќе биде воскреснат и овој разбойник на крстот кој бил од десната негова страна. Продолжуваме понатаму со нашата емисија.
Еве, почитувани гледачи, дојдовме до рубриката Здрава храна, природна здрава храна. Денеска би зборувале за кајсијата. Веќе пролете, на прагот сме на летото, пазарите почна да изобилуваат со кајсии. Зошто е корисна кајсијата во нашата исхрана? Кајсијата представува мало дрво, високо околу 8 до 12 метри. Плодот е голем околу 2 до 3 сантиметри во прешник, но може се најде и во поголем формат, се зависи од сортата. Се претпоставува дека кајсијата потекнува од Ерменија, каде биле засадени уште во време на античките времења самата кајсија како дрво. Во нашата земја, периодот од 1980 до 90 година бележал најголемо производство на кајси во Македонија. Кајсијата е засадена во сите делови на нашата земја, најмногу во топлите краеви, во Росоман, Кавадаречко и во Струмичко, но може се најде, значи, на сите страни или на сите пазари во нашата земја. Го поставам уште еднаш прашањето зошто е добро да јадеме кајсии. Кајсиите може да бидат одлична ужина или дел од некоја овошна салата во топлите летни денови. Тие се достапни и прилично ефтини во престојните месеци. Покрај тоа постојат бројни здравствени придобивки од јадењето на кајси, а еве и ќе спомнам некои придобивки. Прво, богати се со антиоксиданси. Кајсиите во својот состав имаат бројни соединенија кои имаат антиоксидативна улога во телото, имено бета-каротенот, лутеин, зеаксантин, како и витамин А, С и Е се дел од ваквите соединенија. Покрај тоа тие се богати со полифеноли, исто така антиоксидативна група на соединенијата. Флавоноидите припаѓаат на ваквата група и се докажени како корисни состојки и против борбата на дијабетот, на срцевите заболувања. Дополнително, антиоксидантите го штитат телото од слободните радикали, соединенија кои се создаваат постојни и се секогаш присутни. На овој начин се намалува оксидативниот стрес, а со тој се намалува ризикот од појава на разни заболувања. Број 2. Поздрав вид и очи, значи корисни се за видот. Витаминот А и Е присутен во кајсиите. Имаат клучна улога во одржувањето на здрав вид. Дополнително, бета-каротинот, пигментот што ја дава протоколавата боја на кајсиите, е прекурсор за создавањето на витаминот А. Тоа значи дека нашето тело го конвертира ваквиот пигмент во активна форма новој витамин. Антиоксидативните лутеин и зеаксантин се верува дека го штитат окото, поточно мрежницата, од оксидативен стрес. Број 3. Добри се за кожата, значи кајсиите се добри за кожата. Здрава исхрана, која е богата со антиоксидативни, може да има позитивно влијание врз здравјето на кожата и предвременото старење на нашата кожа. Како што веќе спомнавме, витаминот С и Е имаат вакво антиоксидативно дејство. Витаминот С се верува дека ја штити кожата по изложувањето на сонце, а со тоа ги неутрализира слободните радикали. Овој витамин со така е поврзан и со создавањето на колагенот, протеин кој дава цврстина и еластичност на кожата. Значи, ако сакате да имате здрава кожа, витка кожа, да не старете, користете и јадете кајси. Број 4. Добра дигестија. Кајсиите содржат растворливи и нерастворливи форми на растителни влакна. Во растворливи форми се вбројуваат пектините, гумите и полисахаридите, додека нерастворливи се целулозата, хемилцелулозата и лугнинот. Кајсиите особено ги содржат растворливите растителни влакна, кои се заслужни за подобро регулирање на шекерот во крвта, но и на нивото на холестеролот. Исто така, ваквите влакна делуваат како пребиотици, односно како храна за микрофлората на цревата. И број 5. Добар извор на калиум.
Калиумот е минерал кој има улога во испраќањето на нервните сигнали и при регулација на мускулните контракции. Тој заедно со натриумот ја регулира рамнотежата на течност во телото. Соодветен внес на калиум може да спречи надојност и потеченост, како и да го одржува во нормална крвниот притисок. Една студија покажа дека храната богата со калиум го намалува крвниот притисок и ризикот од мозочен удар за цели 24%. Еве, тоа беа советите од полето на здравјето. Малку се поскапени ова пролет кајсиите на пазарите, но сепак се повеќе ги има, зашто е топло, созрева, така да користите, почитувани гледачи, кајси во исхраната има многу здрави придобивки. Одиме сега со джингл и веднаш се враќаме во нашата програма. Еве неповторно, почитувани гледачи, сакам да се подсетиме за она што се случуваше за време на викендот во Штип. Се одржа пролетниот собор во салата Ацо Шопов во Домот на културата во Штип. Верувам дека некој од вас бевте и еве ќе се подсетиме што се случуваше. Значи имаше гости скоро од сите градови на нашата земја, од Македонија имавме значи предавачи, односно званични службени гости од Белград. Еве може да видите салата, голема сала кај што се одржуваат концерти, но ни беше остапен долниот дел, би рекол. Се собра, сега не сакам да ли цитирам колку луѓе бевме, вие самите може да видите според фотографиите, но темата беше бидете совршени како главен наслов на овој собор. Браќата од Белград, професори Павле и Филип, се трудеа да дадат објаснување на оваа малце комплицирана тема за совршенството, бидејќи не може се каже 1+1 се 2, кога е во прашање ова тема, но се потрудија браќата да дадат еден пресек и самите верници присутни да оценат дали може да бидеме совршени. Бидејќи, ако го читаме текстот во Матеј, кој беше и мотото и логото на овој собор, пишува таму во 5 глава, јас ќе прочитам уште два текста, 44, 45 и 48, а јас ви велам, љубете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко кој на небесата, и сега и така Матеј вели, бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Дали можем да бидеме ние совршени како што е небесниот татко? Секако дека не можеме, но треба се трудиме. И посебно Павле зборуваше што се атрибутите на совршенството. Не значи тоа безгрешност. Кога ние сме зашнати, вели Павле, во грешно тело. Колку сакам да правам добро, не наоѓам сила. Земината тежа ме влечи, како и гревот. Меѓутоа сепак треба да имаме цели. Нашето однесување, нашите постапки треба да укажува дека ние се ближиме и се трудиме кон совршеноста. Господ сака да бидеме совршени и затоа е напишано бидете совршени како што е вашиот небесен татко. Секако, ние треба се потрудиме на Божјата милост и благодат. Тој на секом од нас му дава благодат, донесувајќи полнота во своето спасение, да секој би можел да биде прикажен, совршен во Исуса Христа. Значи, ние Исусовата правда треба да имаме, да се облечеме во неа, за да бидеме совршени. Како и да е, тоа беше едно убаво дружење, некаде околу 4 часот, односно попладне, значи до 17 часот, дека соборот заврши и верниците се вратија дома. Тоа беше едно освежување, значи имаме 2 пати такви средби на пролет и на есен. Еве сега се очекува, значи, да биде закажен и есенскиот собор, повторно кај што верниците ќе се дружат. Тоа е време и прилика кај што луѓето може да се запозна, значи да бидат поблиски едни до други, зашто во меѓувреме некои починуваат, умираат, се раѓаат нови, кога велам се раѓаат, се крштаваат нови верници, како и да е црквата е едно големо Божје семејство овде во Македонија и во светот, но убаво е да присуствуваме на такви собори. Во музичкиот дел послужија младите од Скопје, од Чуто Ризари и останатите проповедници кои служија во останатите служби, но, како што спомнав, главни говорници беа Павле Рунич и Филип
Stojanović, така да тие се проповедници и професори на Теолошкиот факултет во Белград. Значи, темата беше бидете совршени. Во попладневните часови за време на службата сите присутни може да напишат прашање на оваа тематика и гостите одговара јавно. Овој материјал е снимен, значи екипата Гласот на надежта, Гласот на надежта ТВ беше таму, се снимени, ќе се обработат и во догледно време ќе бидат поставени на еден од нашите канали на YouTube и ќе бидете благовремено известени да може да ги послушате тие теми кои, уште еднаш ќе кажам, не се ни така лесно за разбирање, за совршенството, но сепак браќата се потрудија колку што можеа и сега колку разбра присутните, тој веќе останува до нив, но како е да е, уште еднаш се подсетивме дека Господ сака да напредуваме, да се трудиме со Божја помош, така да колку стои до нас, Павле вели да се трудиме, а секако еден ден целата совршеност ќе имаме кога Господ ќе дојде, ќе не обнови во ново тело, во еден нов дух и ќе бидеме за секогаш во вечноста. Одиме сега повторно со джингл и веднаш се враќаме во нашата програма, бидејќи полека се движиме кон крајот. Сакам за денеска да ви ја покажам книгата Христос вистински Месија. Тоа е една од постарите книги која е отпечатена поодавна, но се препечати во ново издание, така да сите вие кои немате може да ја порачате. Прекрасна книга, едноставна, со разбирлив јазик, народен јазик напишена, зборува за Исус Христос. Значи, од група автори, Христос вистински Месија. Раѓањето на Месијата, неговиот живот, делата негови, пораките, неговото судење, присудата, смртта, воскресението, се е овде ставено во оваа книга, значи кој има некаде отприлика околу 200 страници. Пишете на нашата адреса, а ние ќе ве испратиме бесплатно подарок од редакцијата на Радио Глас на надежта. А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, почитувани гледачи, ви стои на располагање електронски дописната библијска школа bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме до самиот крај на ова наша денешна програма, емисија Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. И благодарам на вашето внимание и на вашето присуство во нашата емисија што ја следивте. Ви посакувам убава седмица, благословена од Господа и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш, довидување. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.